Гостинка во Аргументе Маја Морачанин, лидерка на Дом и пратеничка. Добре дојдовте во Аргумент. Добро ве најдов. И сега се разбира, повод за ова гостување се кривичните измени, вие гласавте против, што всушност ги крена повеќе очекувањата и останатите зошто пратеници не гласале. Гласаа 48 за, 36 против, но сепак кривичните измени поминаа. Како се одвиваше самото гласање и лобирањето за гласање? Прво, целиот настан со измените на кривичниот законник се одвиваше многу брзо. Значи, јас како пратеничка имав 24 часа практично од кога имав можност да го прочитам она што измени дополнување на кривичниот законник до моментот на финалното гласање на пленарна седница. И мислам дека прво тоа не е добар начин како треба измени на било кој закон, вклучително пак посебно кога станува збор за вака важен закон како што е кривичниот законник. Значи немаше некоја ниту јавна расправа, ниту дебата, ниту пак по широката јавност исто така немаше информации за тоа кои се измените на кривичниот законник. И практично беше упат ова во самиот систем, демократски систем, така може да се нарече. Да, јас се сложувам, ги слушам дебативе што сега доаѓаат од после, она што сега го имаме во јавноста како дебата, требаше да претходи на измените на кривичниот законник и во собранието се разбира, но и во медиумите, во јавноста, и токму и така го оценуваат некои од правните експерти како упад во правниот систем, и тоа се однесува нели на овие три члена 353, 353В и 394 што се однесуваат на злоупотреба на службената положба и злосторничко здружување, бидејќи се намалуваат казните и затоа што возможува побрзо застарување на тие дела. Ги знаете ли аргументите зошто, всушност и вистинскиот мотив, зошто власта инсистираше на вакви промени, измени на кривичниот законник? Ги слушате сите реакции, се однесуваат всушност на фокусот е на ВМРО-ДПМН и гласање за уставните измени. Едноставно. Јас немам информации. Но не е елегантно. Немам информации зошто се поднесени овие измени. Немавте, и зошто немавме никој не ви беше разговори, немавме објаснување околу тоа. Но да, она што во јавноста се шпекулира, да кажам, и основани се тие размислувања како објаснување зошто толку брзо се носат и се усвоија овие измени на кривичниот законник, и тоа се поврзува нели со гласањето за уставни измени. Тоа е она што кај јавноста останува како впечаток. Но без разлика на се, мојот личен став е дека, и тоа е и став на Дом, дека вакви законски измени не одат во прилог на подобрување на борбата со корупцијата, на подобрување на владење на правото, на неселективна правда, и тоа не е добро прво за македонското општество, за сите нас како граѓани, едно, а второ, тоа не е ниту во контекст на евроинтеграцијските процеси, бидејќи знаеме сите дека едни од темелните вредности во Европската Унија, помеѓу другите, се владење на правото и борба против корупцијата. И тоа е втемелено во првиот кластер, основниот, кој што прв се отвара, нели последен се затвора, не случајно, кој се нарекува темели, каде што е токму владењето на правото, она што ни е познато нас како поглавја 22-23. Значи, тоа е една од темелните европски вредности и апсолутно мора да биде испочитувана, затоа велам и заради нас самите, заради тоа што ја гледаме реакцијата на јавноста, која е навистина жедна за правда во општеството, и второ, кога го гледаме во контекст на евроинтеграциите на Македонија,
повторно е многу значајно да се обезбеди владење на правото и ефикасна борба со корупцијата. Да. Како ќе се обезбеди со селективна правда? Зошто за обичните граѓани, кога велиме обични граѓани, тоа не е ферно. Тие се граѓани од втор ред на овој начин третирани, кога за нив казните не се намалуваат, туку се намалуваат исклучиво за функционерите. Така е, затоа што овие измени ги опфаќаат токму овие позиции, нели, злоупотреба на службена положба, на избрани, на именувани лица, и затоа и толку големо незадоволството и реакцијата од граѓаните и во јавноста генерално. Значи, едноставно ова не е начин на кој што треба да се обезбеди функционирање на владење на правото во државата. Тоа е мојот став и мислам дека навистина и понатаму ние ќе мора повторно да ги отвориме овој кривичен законник. Јас знам дека и во моментов се уште постои работна група од Министерството за правда, која што неколку години ми се чини веќе го подготвува тој нов кривичен законник, колку што слушна во јавноста и тие не биле консултирани за овие конкретни измени за кои сега станува збор. Значи, едноставно, и кога ќе ги почнеме отварањата на поглавијата, јас сум сигурна дека повторно ќе се вратиме на овие суштински теми на владење на право и борба против корупција. Да. Објаснувањето беше зошто со европско знаменце и зошто толку брзо, всушност дека се хармонизира законодавството со Европската Унија, за кој експертите велат дека тоа воопшто не е вистина. Вака, имаше еден друг дел кој што се однесува на кривични дела од областа на заштита на животната средина, екоцид и така натаму, кои што генерално се добри. Јас и околу тоа мислам дека и во тој дел треба до прецизирање на некои норми, но тие се усогласуваат со некои директиви, па еве и ова што се однесува на таа проширена конфискација на имот, но овој дел кој што се однесува на злоупотреба на службената положба, мислам дека тука експертите беа јасни дека тука нема некоја европска директива со која што се усогласува нашиот кривичен законник, и затоа беше и реакцијата и од нив таа која што ја видовме деновиве. Но пак ќе кажам, оваа цела дебата која што сега е присутна во јавноста, требаше да имаме предходно, пред да се донесат измените во собрание. Околу конфискацијата на имотот, оние кои се за овој закон, за овие измени на кривичниот законник, велат дека сега се отвара широко поле за маневр, односно за полесна конфискација. Која е логиката воопшто? Имате ли дали воопшто мислам дека тоа добро, не, значи она што јас го имав во тоа кусо време како можност е да го читам, нели, предлог законот и да направам некоја консултација со луѓе од експерти од областа за да го слушнам нивното мислење. Затоа велам ќе беше многу подобро да имавме една јавна дебата по сите овие прашања, па на сите ќе ни беше точно јасно за што станува збор, бидејќи јас не сум правник по професија, така што навистина ми се потребни дополнителни објаснувања. Во принцип ние тоа и како дом сме го дискутирале, јавно сме кажале дека се залагаме, и тоа е многу важен момент, конфискација на нелегално стекнатиот имот. Тука се сложувам со некои кои велат не е доволно само затворски казни, и тоа е така. Значи, многу е важно она што било стекнато на нечесен начин, со прекршување на законите, тој имот да биде вратен назад кај граѓаните. И околу тоа се согласувам. Но од друга страна пак стојат овие други измени за кои што јас сега не знам едни со други во каква корелација ќе бидат. Ако застарат делата или не знам некои минимални казни, како тоа ќе влие на понатаму на конфискација на нелегално стекнатиот имот. И мислам дека и во тој дел се потребни појасни објаснувања на кој начин овие измени навистина ќе обезбедат брза, ефикасна конфискација на нелегално стекнатиот имот. А логиката за дека е потребно да се намалат затворските казни, должината на затворот,
во корелација со дека полесно така може да се дојде до конфискација. Затоа Имате ли велам, за мене тоа објаснување? не е логично. Да. Не знам, затоа велам, која е корелацијата помеѓу овие две работи. Мислам дека висината на казната не е поврзана со конфискација на имот и некој да е осуден и на 3, на 5, 10 години, не знам, затворска казна, ако е потребно да се одземе нелегално стекнатиот имот, ако е тоа одлуката, ќе се одземе, независно дали е казната 2 или 5 години. Тоа е, еве да речам, мојата лаичка резонирање, ајде не одлука, туку еве резон. Да. Затоа велам, на сите и како пратеници и како јавност ни беа потребни многу појасни објаснувања што точно овие измени ќе значат. Да. Апологетите на власта говорат и за лошите затворски услови и тоа е една од логиките. Со тоа се согласувам, зошто дека се се смалува лоши. затворските Вака, казни. со тоа се согласувам, бидејќи тоа е и во делот на почитување на човековите права и Македонија како држава секогаш во сите извештаи тоа се спомнува дека И Стејт департментот и така е, Советот на Европа ама тоа е говорат. така. Јас и лично како дел од анкетната комисија за човекови права во собрание сум одела во посети на затворите и навистина условите се ужасни. под секое човечко достоинство и се согласувам дека ние како држава треба да инвестираме повеќе за да обезбедиме едни пристојни, достоинствени, да речам, хумани услови во затворите. Но повторно ќе кажам, јас тоа не можам да го поврзам со висината на затворските казни. Она што мислам дека треба да профункционира, тоа е пробацијата. Ние веќе, не знам, 6-7 години мислам дека има некој закон за пробација, но многу малку се користат тие алтернативни казни. Значи, според мене би било многу посоодветно да бидат овие применети алтернативни казни, не знам, како обштествено корисна работа, куќен затвор, условен отпуст и така натаму. Следење со одреден електронски уред. Што сите знаеме, нели, како ете така. И мислам дека и тоа е тренд и точно и во земјите членки на Европската унија и мислам дека во таа насока треба да се, ако се потребни некои законски измени, не знам, но дефинитивно тоа треба да почне повеќе да се имплементира, бидејќи некако гледаме дека не се имплементираат овие алтернативни мерки. Да. За мене, еве, да биде појасно за граѓаните, мислам дека е многу поефективно за одредени, се разбира, тоа судот проценува за кои кривични дела, да имате изречена казна обштествено корисна работа, отколку да биде некој во затвор. Затоа што така ќе биде и користен за општеството, а и е тоа еден начин на ресоциализација. Значи, треба и на тоа да се внимава и така во светот веќе во таа насока се оди. Значи, тие луѓе кои што еве и направиле некое кривично дело, и во тек на одслужување еве на таа затворска казна, да им се обезбеди кога ќе заврши да се интегрираат назад во општеството, да имаат вработување, да бидат корисни за себе, за општеството и така натаму. Така што тоа е темата на која радо би сакала да дадам придонес. Но кога говорите за ова, секогаш имате на ум повеќе за обичните граѓани, предпоставувам, заради тоа што лошите затворски услови се лоши еднакво и за обичните граѓани, не се лоши само за функционерите. Кога зборувам за пробација, зборувам за сите еве затвореници, за сите кои што го прекршиле законот и еве треба да се соочат со санкционирање. Зборувам за сите, се разбира, и повеќе мислам на обичните граѓани отколку на функционерите. Мое мислење е дека обратно треба да биде поставено, дека ние што сме избрани, именувани функционери, имаме многу поголема одговорност и треба многу по-строги правила за нас да важат, отколку за обичните граѓани. Тоа е мојот став. Сакате да кажете дека треба да се зголемат казните затворски? За функционерите мислам дека да.
Да, за избрани и именувани лица мислам дека ние треба баш заради тоа што сме на позиција каде што можеме полесно да злоупотребиме моќ и положба, а сакаме тоа да не биде повеќе пракса, да пратиме една сосема поинаква порака дека функционерите се казнуваат во државава и дека тука навистина владае правото и не е некој привилегиран во однос на некој друг затоа што во моментов извршува некоја политичка функција. Да. Но сепак се дозволи Груевски да избега од државава. Сега и тоа е на списокот за простување практично, некој дела ќе му застарат. Тука е и Мерков во тој список и многу од функционерите, Мијалков и така натаму, со што практично сите оние апели кои ги слушаме од меѓународната заедница, дека крупните риби, тие се оние кои треба да одговараат, се тоа веќе се затвора во фиока. И тоа на законски начин се затвора. Јас знаете дека често го критикувам правосудството. Ја знаете идејата за широк ветинг и за правосудство и за политичари, но во овој случај вината е во извршната и законодавната власт. Значи, затоа што ова што вие го велите, ние сега со закон практично овозможивме некои функционери да едноставно имаат помали казни или да им застара делата, не со пресуда на судот, што нели обично вака во јавноста се коментира и затоа гласав против. Мислам дека тоа не е добро решение. Не знам точно за кој случај и јас гледам новинарите ги проверуваат, но дефинитивно станува збор за голем број на случаи на функционери и поранешни и актуелни, но сепак и тоа се дела за кои што знаеме. Ние не знаеме пак во моментов колку има истраги, например, во обвинителство за актуелни функционери, така. За актуелни воопшто немаме такви сознанија дека постојат. Ние не знаеме точната бројка за колку функционери ова се однесува, така. Една од шпекулациите, од предпоставките всушност, се дека Груевски има прилично влијание врз пратениците на ВМРО-ДПМН и со тоа практично ќе се овозможи, се отвора широка врата, Крсто Муковски како што ја отвараше вратата на 27 април, но беше амнестиран заради тоа што крена за уставните измени кога беше Преспанскиот договор. Така еднакво сега Груевски има влијание врз сегашните пратеници на ВМРО-ДПМН да гласаат за уставните измени. Што велите вие за тоа? Јас не знам, навистина не би можела да коментирам околу состојбите во ВМРО-ДПМН, но факт е тие гласаа против, нели, измените на кривичниот законник, но и немаше некоја многу долга дебата и од нивна страна, ниту пак некои амандмани, нешто на што сме навикнати, нели, таа активна блокада од опозицијата, така што се случува внатре во нивната партија, јас не би можела да коментирам, немам никакви информации околу тоа, но сите знаеме дека тие целата пратеничка група цврсто стојат, мислам и се уште е тој став, дека уставни измени во овој мандат и така натаму нема да има и дека ниту еден пратеник од ВМРО-ДПМН нема да ги поддржи уставните измени. Но веројатно треба таму да се обратите тие да ви дадат подетелни информации. Ги знаете како односите воопшто на силите и во останатите партии, не само во вашата, но ВМРО вели дека не поднеле амандмани заради тоа што немале воопшто време. Можно ли е да немале на вистина време? Пак ќе кажам, времето беше многу кусо, вистина, тешко беше, но и во други прилики за други закони, тие се голема партија, имаат на располагање асистенти и така натаму, така што поднесувале и во кратки рокови амандмани, но пак ќе кажам, останува кај нив да го побарате одговорот на прашањето. Да. Би изгледали дека сепак уставните измени ќе поминат
какво што е сега расположението или останува непознаница дали ВМРО-ДПМН ќе се сложи? Она што го гледам и еве и вчера и денес во изјавите е дека се уште цврсто стојат на тој став дека нема да поддржат уставни измени. Но во приватните разговори дали гледате некакви Не. колебања и промени? Не, бидејќи знаете, и ВМРО-ДПМН функционираат поинаку како пратеничка група, така што имаат унисон единствен став, да кажам, за некои прашања, особено за овие што се однесуваат на важни теми. Но ако е ова позадината на евентуално гласање на уставните измени, тоа ќе се види. Да. Знаете, ние сега може да шпекулираме, но ќе дојде моментот на гласање и ќе се види. И сега како тогаш ќе биде објаснувањето, јас не знам за овие сите цела година зборувања дека ќе има бугаризација, дека под бугарски диктат не може уставни измени и така натаму. Така што јавноста ќе го види тоа како ќе изгледа моментот на гласање. Она што јас сакам да го кажам за Дом, ние затоа по тоа прашање бевме многу јасни. Ние не го поддржавме францускиот предлог, но заради внесувањето на билатералните идентитетско-историски прашања во преговарачкиот процес. Никогаш не сме биле против уставните измени, тоа беше клучното внесување на бугарите во уставот, затоа што е тоа наш принципиелен вредносен став. Ние поддржуваме мултикултурно, мултиетничко општество и апсолутно сметам дека ништо нема да се загрози во македонското општество, ниту идентитетот, со внесување на дел од бугарскиот народ, нели, граѓаните кои што живеат тука. Така што мислам дека апсолутно не е тоа нешто што е загрижувачко и она што беше проблематично во целиот овој период и мислам што повеќе ги иритираше граѓаните беше бидејќи нели целиот наш процес 17 години чекање за преговори, па понатаму едно вето, друго вето, условувања, сите тие ги гледавме дебати, изјави од некои бугарски политичари, што нормално, човечки е сосем разбирливо кај сите нас направи револт. Но се враќам на суштината на уставните измени. Суштината на внесување на нели дел од бугарскиот и овие другите сега хрватите, словенците и така натаму, нема ништо спорно, ниту загрижувачки околу тоа. Вие неколку пати имате кажано дека ќе излезете од владината коалиција. Овој пат што велите после кривичните измени? Ние дадовме јасни, еве да кажем сега, услови за останувањето во коалицијата, што очекуваме да биде спроведено и меѓу дававте и рокови и роковите се пробиени и вие останувате. Така е и една од главните теми беше точно оваа борбата против корупцијата, со ветингот, така натаму. Сега веќе ви ги отвора широко вратите за затворање на вратата коалициона. Дефинитивно ова што се случува во изминатиот период не оди во прилог на она што ние како партија го очекуваме и што бараме да се спроведе. Излегувате, тоа значи? Тоа значи дека се отвара дискусија во рамките на органите и телата на партијата. Денови веќе ќе биде тоа финиширано и секако ќе известиме јавноста. Околу онкологија морам да ве прашам, скандалот се разбира, правите анкетна комисија, мислите навистина ли дека ќе реши? Вакви анкетни комисии низ историјата на Македонија сме гледале дека се неупотреблив всушност механизам или оружје. Така е, тоа е една од алатките што собранието ги има и добро е. Тоа беше на предлог на опозицијата, така е, но сите го прифативме. Добро е во собранието да се дискутира, така е, вакви мислам страшни, навистина страшни случувања, но се разбира она што е суштинско е да има една ефикасна, брза, темелна истрага и сите оние кои што биле вклучени на било кој начин да одговараат на вистина. Да одговараат, односно да бидат изведени пред лицето на правдата и да ги добијат соодветните казни. Тоа се
очекувањата и од граѓаните, тоа се и моите очекувања. Ние се разбира во собранието. Навистина ли очекувате? Да, со вакво судство, со вакво обвинителство, кое нема воопшто нели доверба, но е подложно на критики децениски од меѓународната заедница, не само од македонските граѓани. Состојбите ги знаеме во правосудството, затоа јас и претходно спомнав. Значи, тоа е нешто што е навистина горлив проблем во државата и генерално состојбата со правдата, но затоа велам, ние ги критикуваме како политичари, обвинителите, судиите, но треба да бидеме и самокритични, бидејќи во конкретниот случај вината е кај политичарите, не е во правосудството. Што се однесува до случајот онкологија, навистина очекувам сите да покажат одговорност и интегритет и навистина правдата да биде остварена овој пат, бидејќи е застрашувачки е тоа, еве од сите тие наводи, половина да се вистина, пак е премногу. Она што ми се допаѓа и сакам да го поздравам еве во оваа прилика е дека во обвинителството веќе се пријавиле и граѓани, пациенти кои што биле на клиниката за онкологија, значи ќе има и дополнителни тука докази, искази и така натаму, но и рекоа дека тројца представници од тоа здружение на граѓани ќе имаат увид во целата таа постапка во истрагата и така натаму. Мислам дека е тоа добар пристап за некако да почне да се враќа довербата на граѓаните во правосудството. На крај сме на интервјуто. Ви благодарам што бевте гостинка во Аргумент. Ви благодарам на поканата. Гледавте Аргумент, ви благодарам на вниманието. Пријатно.